Добро дојдовте. Ова е вашето отворено студио 1. На средина сме од работната недела и денеска ќе се дружите со мене Владко Чаловски и мојата колешка секако Јана Јосифовска од 14 до 23 часот. А што оно што ќе огледаме денеска, Јана? Така е, како и секогаш шаренолико отворено студио 1 со многу богати содржини. Стартуваме после генералната најава, секако со оние извадоци од најинтересните разговори кои што го одбележаа синокешното отворено студио 1, а бога ми ги имаше многу. Ќе погледнеме изјавата од Сефер Цановски, кој му гостуваше на колегата Александар Чомовски во однос на сите најнови моменти за случајот Космос. Исто така ќе погледнеме изјава од универзитетските професори Маријан Ѓуровски и Кебир Авзију, секако поврзани со работата на тајните, односно на безбедносните служби. Она што е неминовно, изјава од авторската емисија на колешката Гордана Дувњак и судиката Добрила Кацарска по повод одредувањето на пресудите, односно 211 години затворски казни. Потоа ќе погледнеме нашата сторија на 1 ТВ за она хуманитарна акција на нашата телевизија која што продолжува со Тинекс. И за крај на овој прв блок го имаме колегата Славчо Поповски кој што ќе не информира за временската ситуација следниот период и каков викенд не очекува. 14 часот и 30 минути, вестите на 1 ТВ заедно со колешката Елена Джугуманова и најновите информации. Во студиото во 15 часот и 20 минути ќе имаме блок посветен на спортот. Односно, колегата Сладјан Ивковиќ ќе разговара со џудистите од Прилеп, секако и со главниот тренер на клубот Бушидо. Питејќи доаѓаат, како што споменав, од Прилеп, меѓутоа поводот е дека за неполна една година имаат освоено над 500 медали, што секако е за поздрав. 15 часот и 40 минути, време резервирано за анализа на светските случувања, заедно со колегата Дејан Андоновиќ. Со мене и со колегата Владко Чаловски повторно се гледате во 17 часот. Ке третираме една тема околу домашните миленици, односно најавеното чипирање кое што требаше да го следи Агенцијата за храна и ветеринарство. По тој повод првиот човек на АХВ ќе ни биде гостин Зоран Атанасов, бидејќи, како што информираат оттамо, овој процес оди бавно и се најавуваат казни за неажурноста на сите оние кои што имаат домашни миленици. 17 часот и 30 минути. Стартува забавниот дел, добро познато, возење со Вучиќ. 18 часот и 15 минути са нашите ексклузивци Стефан и Нина, кои што секако ќе ве развеселат со нивните содржини и прилози и веќе потоа следува нашиот, верувам и ваш умилен Сергеј Варошлија и неговиот блок мода. 19 часот и 20 минути. Колегата Борјан Јовановски го превзема отвореното студио 1 гостин, лидерот, односно председателот на либералите во Србија, Чедомир Јовановиќ. Ке има многу за што да се продискутира, меѓутоа главниот фокус за последните случувања во Србија и во српската престолнина. Веќе во 20 часот стартува централниот дневник на 1 ТВ, а гостин ке биде вице-премиерот Бујар Османи. 21 часот авторската емисија Печат на неделата со колегата Саша Ордановски. Гостин Никола Тодоров, поранешниот министер за здравство од редовите на ВМРО ДПМН. 22 часот во отвореното студио 1 гостин ке колегата Ацо Кабранов ке биде легендарниот музичар Горан Бреговиќ по повод секако неговиот концерт. Меѓутоа ќе има зашто многу да се дискутира и ова отворено студио 1 се заокружува со вестите на 1 ТВ. А одиме со ред. Како што Јана најави, Сефер Цановски беше гостин на Чомовски овде во студиото. Сите веќе сме запознаени со случајот Космос, можевме тоа да го слушнеме во оние така наречените бомби на тогашната опозиција и Зоран Заев. Начинот на кој што беше уриван тој проект, семејството најавува рестартирање на тој, како што го велат, мега проект. Меѓутоа, освен тоа, разговара и за колку семејството ќе наплати оштета од таквото постапување на тогашната власт на Груевски. Да не должам многу, целиот разговор го има на YouTube каналот на 1 ТВ, како и на 1tv.mk сајтот, а ние овде слушаме само мал дел. Господин Цановски,
Веќе најувате ребилдирање на Космос. Дали тоа наоѓате инвеститори врз основа на предпоставеноста дека ќе наплатите голема штета од државата и таа штета ќе ја платат сите буџетски алиментатори на одреден начин. И колку е вашата проценка? Колку вие изгубивте од таа агресивна и своевидна малоумна политика по секоја цена да се урне Космос, па макар и да речем условно и со бомби? Сега од мој аспект, јас не сум дел од Космос или од компанијата која што го ради, тука повеќе татко ми и неговата компанија. Јас магистрирав и докторирав на менеджмент во образование, тоа е моја професија, меѓутоа во овој случај беше инволвирана мојата фамилија директно и последиците ги трпевме сите ние на наш грб. И тука не може тоа да се скрие. Прво, во делот на тој објект почна да се гради 2010 година. Таа дозвола трае 10 години. Ние 8 години, 2011 се рушеше, 1 август, ние 8 години се бориме за правда. До сега немаме, значи нема црно на бело зошто некој дошол и со динамит не ја срушил инвестицијата или нашиот дом. Во овај период, во оваа фаза, во време на Груевски, имавме две можности. Значи, вие бевте во А1 кога го изгасивте светлото. Тоа беше Велија кога го апсија, беше декември 2010, така? Ние имавме период од декември 2010 до 1 август, ние знаевме што се случува и што не чека. Имавме можност да продадеме, да се одселиме, да најдеме начин како да се спасиме. И во бомбите го има како Фијат одиме и ка немој, имам 400 вработени, немој, срамота е тоа што го правиш, не оди на таа начин. Меѓутоа, се случи тоа што се случи. Јас сум горд што ние останавме во тој период и одлучивме да застанеме, да се бориме на страна на правдата. Меѓутоа, правдата 8 години се уште не е дојдена. Се враќам на вашето прашање. 10 години трае дозволата. Ние во време на Груевски сакавме да продадеме дел од капиталот. Не може да не фатија од сите страни. Не ги блокира сите сметки за да пропаднеме природно. Меѓутоа, не знаеме ни сами како успеавме да изменаџираме сите тие ситуации и издржавме. Да не пропадне, да не отиде се до врага и да не го купи некој од Белизе за без пари. Што се вика, тоа им беше идејата. Ние имавме можност, моравме да најдеме начин за да таа градба, бидејќи веќе беше инвестирано во тоа, веќе се изгубија средства, барем да продадеме, да се изгаде, да не се изгуби дозволата. Во време на Груевски не успеавме да најдеме, бидејќи ги бркаа сите тие инвеститори. Сега имате дозвола дефинитивно? Сега, пред неколку месеци, дозволата важечка до 2020 година. 2021 таму, до кога важи. Ние моравме да продадеме дел од капиталот, сега, за да се изгради тој објект повторно. Значи, ако Фијат изгуби во тој период, ќе ви кажам, сума не знам точно, не можам да навлагам, има тоа проценители го прават, меѓутоа ако изгубил, сега изгуби уште толку, за да го изгради повторно и да не изгуби дозволата и да тој проект не пропадне целосно. Не мора да има тука профит, иначе мора да ви признам дека прилично волонтеристички би било ако влезете... Ви кажувам искрено. Фијат продаде голем дел од капиталот во тој дел, нема некоја заработка, него му е целта само да врати тоа што му инвестирано. Ако правдата ќе дојде, ако дојде, тогаш ние ќе можеме вака гордо да кажеме дека некој со намера дошол, не рушил и ни направил штета во нашето општество. Да, како што претходно споменавме, една од темите кои што се третира во вчерашното отворено студио 1 кај колегата Александар Чомовски беше дали реформите во безбедносните служби фактички со оваа реформа се концентрира моќта кај премиерот. Стручната јавност наназад период упати остри критики во однос на овие најавени реформи и Агенцијата за национална безбедност која што треба да биде по надлежност на МВР, но и да ја замени Управата за безбедност и контраразузнавање. Во продолжение ги слушаме ставовите на универзитетските професори. Основното прашање што се поставува е можната колизија и конфликтност
меѓу овие ново формирани тела, ОТА, Националната агенција, постоеше еден период на идеја на обединување на Агенцијата за разузнавање под една капа на премиерот. Сега прашувам, дали Националната агенција за безбедност е така профилирана која може да биде, како што веде и професор Авзио, независна? Од кого независна и кој ќе ја контролира? Јасна е политичката волја кај носителите на институциите и одлучноста кај сите нас дека се потребни реформи на разузнавачко безбедносната заедница, зашто изминатите 27 години најмалку на 3 афери, барем се сеќаваме на големото УВО. Добро е што врз основа на консензуален пристап и дебата се дојде до формирање на оперативно-техничката агенција и една длабока 3-месечна дебата во јавноста во која заедно и ВМРО ДПМН и Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ и сите парламентарни партии го донесоа законот и се избра на крајот од страна на собранието директорот на новата оперативно-техничка агенција. Во таа фаза, кога се расправаше за оперативно-техничката агенција, се говореше за трансформацијата на тајната полиција, како што популарно се нарекува, или управата за безбедност и контраразузнавање, и се говореше само кои модели на трансформација ќе се заземат, дали ќе остане во рамките на МВР, дали ќе излезе како сега и ќе имаме своевидно само ребрендирање и ќе се смени таблата пред институцијата, или пак ќе дојде до похрабар чекор на обединување на Агенцијата за разузнавање и УБК, зашто имавме некои обиди изминатите Зашто мислите дека е неколку... тоа похрабар чекор со оглед на фактот дека на оден начин реформите значат и декомпонирање на концентрираната моќ? Во моментов тоа е опасност за демократијата, но реално малите ресурси кои ги има Република Македонија и искуствата кои ги имаме од другите земји ќе наложат обединување на Агенцијата за разузнавање, управата за безбедност и контраразузнавање, или сега Агенцијата за национална безбедност. Но во моментов, имајќи во предвид какви се проблеми сме имале во изминатиот период во кој вие ги споменавте. Сметам дека сега обидот на брзина во суштина, дека брзаме до јуни да го донесеме законот за Агенцијата за национална безбедност и за координација, зашто треба да почнеме преговори во јуни, што секако не е еден од условите и датумот за почеток на преговори нема да зависи од овој закон. Ги споменавме прибе забелешките. Ние приказната со НАТО ќе заврши во јануари 2020 година, кој ќе станеме полноправна членка, но тогаш допрва почнуваат проблемите и тоа е чест и задоволство членството во НАТО, но имаме обврска. Размената на информации нема да така лесно ги споделуваат нашите партнери од НАТО со параполициски, односно партизирани служби. Во случајов со Агенцијата за национална безбедност треба исклучително внимателен да се биде со оглед на тоа што сега освен обид за ребрендирање во суштина, изборот на директор и понатаму останува од страна на владата, односно премиерот, кој генераторот на кризата, кој во изминатите 25 години, особено во последните 10 години пред промената на власта ги имавме, сега го кронисуваме со моќ во безбедноста. Во ред е јасната политичка волја, демократскиот капацитет на актуелниот носител на институцијата председател на владата. А гостинка на Гордана Дувњак во Правда и неправда и беше судијката Кацарска. Кацарска преку ова студио му одговори на лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски, кој што често во своите говори има навика да каже дека се работи за кацарска судство во Македонија и рускоска обвинителство. Меѓутоа, Кацарска во својот одговор вели дека Мицкоски на некој начин можеби алудира на она што се случувало во минатото, кога можеле да се нарачуваат пресуди и слично. Кацарска иначе судијката која што го водеше предметот 27 април и која ги изрече сите оние затворски казни. Да не должам многу, еве дел од тој разговор. Веројатно ги слушнавте реакциите на ВМРО ДПМН, кој што по повод изрекувањето на пресудите, ќе цитирам, рече дека Македонија е заробена држава во која е укинато владењето на правото. Отворен цитат. Кацарска судството суди како што Заев наложува
а Русковска обвинителството монтира политички случаи. Тие се олицетворение на заевизмот, систем во кој правото и правдината се само мисловни именки. На ова се надоврза и лидерот на ВМРО, Мицковски, кој ве обвини со господјата Русковска дека сте слуги на Заев и дека практично го испорачувате тоа што тој самиот го нарачал на 28 април минатата година. Се чувствувате ли на вистина како судија комуњар, како што знаат да ве наречат, кој што работи по партиски нарачки? Доколку ми дозволите. Би дозволила. Бидејќи постојано се повторува тоа кацарска судство. Значи, најнапред ќе кажам дека кога првиот пат го слушнав Мицковски, како го кажа тоа кацарска судство, веруете, сладко се насмеав. А зашто? Мицковски, како да сака да стави знак на равенство помеѓу мојата работа и работата на некои судии од едно не така дамнешно време. Мислите на Сваровски судството? Да, Мицковски е председател на политичка партија, истовремено и член на политичка партија. Можеби, тој има сознание дека некој некогаш нарачувал пресуди. Но пред целата македонска јавност, достоинствено ќе кажам, за безмалку 33 години судиски стаж, никој не се осмелил да ми каже каква пресуда да донесам. Јас бев судија во време што се нарекуваше едноумие. Бев судија во време кога премиери беа Црвенковски, Ѓоргиевски, Бучковски, Груевски, сега Заев. И никој од нив никогаш, ама баш никогаш не се осмелил мене да ми се јави и да ми каже како да судам и каква пресуда да донесам. Можеби и ова е причината што јас сум се уште судија на прва степен со докажана работа. Јас мирно спијам. А едноставно на Мицковски ќе му порачам. Нека спие мирно. Кај мене нарачени пресуди нема. Ниту имало, ниту ќе има. Незадоволни од висината на казните беа и од партијата на Зијаден Села, за кој фактот што му изрековте казна од 7 години на господинот Алими, човекот што го спаси од сигурна смрт лидерот на Алијансата, според нивното тврдење дава една нота на политички монтиран случај и тоа во предвечерието на председателските избори. Што ве водеше и како ја ценевте вината на спасителот на Села да одредите 7 години, кој што е под законскиот минимум од 10 години? Пред се треба да се разграничат работите. Јас и во објавата кажав, неспорен факт е дека Абдул Фета Алими допринесе да се спаси животот на пратеникот Зијадин Села. Но да не заборавиме, истиот овој обвинет е полициски службеник, кој што јасно на камерите го гледаме, кај влезните врати, со клучеви во рака, но не само тука. Него го гледаме и през салата број 3, таму каде што беа тепани пратеници, новинари, полициски службеници. Истиот ништо не превземаше, што значи тој го направил кривичното дело. А спасувањето на господинот Зијадин Села е откако е сторено кривичното дело. Но сепак, судот не може а да не го цени тој факт дека е спасен човечки живот. Да, а во продолжение ќе ја погледнеме социјалната приказна, како што напоменав и предходно, бидејќи продолжува хуманитарната акција на 1 ТВ заедно со Тинекс, која што секоја недела ја имаме. Овој пат кај семејството Стојановски доби одредена донација и секако малку од малку да им се олесни животот, бидејќи се соочуваат со тешка животна криза. Сторијата ја има колешката Елена Милошевска.
Урнатини како од среден век, без струја и вода. Тука со години живее тричленото семејство Стефановски во кумановската населба Перо Чичо. Летани како се турка, вели Душко, но зиме без кров на главата е многу тешко. Тој и неговите две сестри, Весна и Благородка, не се работно способни. Немаат ниту социјална помош. Заборавени од најблиските, понекогаш ги посетува само овак утре. Живеат од милост на соседите кои колку толку им помагаат за храна и хигиенски средства. Среќни се кога ќе добијат дури и само парче леп. Па не е многу тешко. Сега, бидејќи потопло е времето, не е тешко, многу се снаоѓаме. Таму луѓе добри има, што хуманитарни што ни помагаат. Зимно време како преживувате? Поминавме зимно време, имавме јадење. Малку ладно беше, ама ништо не сме болни, ништо. Не ние, фала Богу. Храна, леп, такви работи, како се снаоѓате? Па тука кај е супермаркет Туш, нова продавница, има седнеме тука кои не знаат од порано дека не снима и ни даваат така. Под некој 100 денари ни даде, некој 50, некој 200. И преживеавме. Со помошта сега што ја добивте, задоволни ли сте? Задоволни сме, како? Не, многу ви благодарим. Колку зимавте социјална помош? Колку, па ја прв пат 1400 денари, 96-та година. Добро, на крајната сума, колку беше? Крајна 3200 денари. Тимот на Тинекс овој пат ја покажа својата хуманост на дело. Донацијата чини 10.000 денари. Добија пакети со свежа храна, овошје и зеленчук, но хигиенски средства со кои се надеваат дека барем малку ќе успеат да им го леснат мачниот живот на ова семејство. Стефановски изразија голема благодарност до Тинекс, како и хуманоста на 1ТВ. Тешката борба ја продолжуваат со надеж дека институциите нема да останат глуви за нив. Еве не назад во студиото. Во студиото со нас е Славчо Поповски, кој што многу ми е драго, следам последниве денови на порталите, пишуваат дека Славчо Поповски е човекот по кој што се водат многу луѓе за тоа какво ќе биде времето и велат на одличен прогнозер во Македонија. И мене тоа ми е многу драго, Славчо. Тој што се водел на струшки дијалект. А таквите замерки тебе воопшто не те интересираат, така? И што не ни треба да те интересираат. Твојата работа е времето и ние тоа... Така, точно така. Славчо рече дека викендов ќе биде добар, меѓутоа не очекува и некакво заладување. Повеќе. Да, значи ова вечер, како и во текот на престојната ноќ, но и утре, локално, особено на југ и на југоисток од држава, ќе имаме позначителна облачност, има услови за послаби локални врнежи од дожд, а има услови за ретки грмежи. Значи, сето ова ќе биде краткотрајно. Веќе од петок очекуваме претежно стабилно суво и значително потопло време, па така за време на викендот очекуваме максимални дневни температури од 17 до 24 степени. Тоа сега е една неофицијална најава која што во моментов ја добиваме, тоа што веќе од среда очекуваме некоја позначителна промена на временската состојба. Поладно? Поладно, значи некој позначително заладување, студен бран од север и врнежи од дожд и од снег. Значи се ова е неофицијално. Ама тоа е од другата недела? Да, од и ќе трае долго, среда. се знае или не? Не, значи за сега тоа е една неофицијална најава од среда, значи нешто поголемо заладување, врнежи од дожд и од снег. А дали ќе трае долго или не, ќе ги информираме граѓаните во следните изданија. Добро, значи барем можеме викендот... и во петок да ги информираме за тоа што ќе се случува. Ќе ги информираме секако ти секојдневно си дај со твојата временска прогноза и често дел од отвореното студио 1. Да, почитувани, слушнавте убав викенд топол, сончев не очекува. Славчо Поповски ви соопшти за сите оние што сакаат да си испланираат можеби некое патување, викенд или пикник, а ние тука се одјавуваме, следуваат вестите на 1ТВ со колешката Елена Джогоманова.